Почитувани, добро ни дојдовте во емисијата на Канал 8. Оваа емисија посебно ќе биде посветена за деветооделенците, за оние кои се во дилема каде да го продолжат своето средно образование. Непосредно пред уписите разговараме со директорот на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Гоце Савев, и еве ќе објасниме на деветооделенците и на нивните родители, се разбира, кои струки, кои можности и кои квалитети ги нуди ова училиште за да се запишат тука во Гошо Викентиев. Добро ни дојдовте во емисијата. Благодарам. Добро дојдовте и вие во училиштето. Да, непосредно пред уписите, јас, како што и кажав во најавата, оваа емисија највеќе ќе ги интересира деветооделенците, но не е одма да слушаат и оние од пониските оделенија. Еве, за почеток да разговараме токму за уписите. Уписите оваа година се на 16 и 17 јуни, првиот уписен рок, па еве да ги информираме учениците, деветооделенците. Кажете ми, што е она што нуди вашето училиште, кои струки ги нуди, кои насоки, и секако да го објасниме протоколот за упис со оглед на ситуацијата со коронавирусот. Да нема да одиме со ред практично во образложението. Струките се непроменети, значи веќе подолг временски период. Не се сеќавам баш точно од кога ја заживеавме и сообраќајната струка, меѓутоа е поодамна, чинам дека има повеќе од 20 години, така да базично струките се електротехничка, машинска и сообраќајна струка. И тие струки ги негуваме веќе подолг временски период. Она што на нас ни понира како училиште е дека добро успеваме да се држиме во сите три струки, имаме солидни резултати и сме задоволни до сега од сите постигнати работи кои ги направивме како училиште. Што се однесува до запишувањето на ученици, рековте во самата најава 16 и 17. Тоа значи дека имаме 2 цели дена, значи да не ги доведеме гледачите до заблуда дека ќе биде повторно како минатите години од 7 часот до 15 часот. Оваа година е променет тој ритам на запишување на ученици, односно процесот на запишување на ученици ќе се одвива од 7 часот сабајле до 7 часот навечер, односно до 19 часот. Организацијата на упис на ученици согласно протоколите кои што се предвидени за упис ќе биде спроведена на начин на кој што веќе почнавме да го аплицираме. Именно самата пријава може учениците да ја симнат од официјалната страна на МОН, Министерството за образование и наука, или имаме и ние, нели, наша веб страна и наш Facebook официјален презентер, преку кој што истата таа пријава е со можност да биде симната и да биде по можност пополнета до. Да нема недоразбирање, да не сватат деветооделенците дека онлайн ќе биде пријавувањето, туку треба лично со таа пријава да дојдат во училиште, да го објасниме тоа. Така, значи по протоколот, но и она што ние го очекуваме е да ги задоволиме потребите на учениците, да ги задоволиме интересите и ако е потребно да им објасниме на учениците каде да се пронајдат во идните струки. Треба да дојдат лично за запишување, со тоа што протоколот предвидува влез на само едно лице, односно или само родителот или само ученикот да влезе во
просториите на училиштето и да го спроведе процесот на запишување во тековната година. Сепак треба се дојде лично. Да. Пожелно е лично да се дојде. Ние сме спремни и како колеги да соработуваме, како и секоја година впрочем, да соработуваме со родителите, односно со учениците, да им укажеме и покажеме каде можат да го барат својот интерес, бидејќи кај дел од учениците има дилема каде да се запишат, што е нивниот таргет на интерес и така натаму, значи во тој дел практично треба да се внимава, односно да им посветиме внимание на самите наши потенцијални ученици. Со оглед на состојбата и кризата со коронавирусот, да споменеме дека вашето училиште дали е подготвено да ги прими учениците на начин како што предлага Министерството за здравство, односно со маски, со заштита, заштитни ракавици и така натаму и заштитни средства, дезинфекциони средства, дали во тој дел е подготвено училиштето? Ние и во минатото посебно внимание посветувавме на хигиената во училиштето. Сега веќе апсолутно затоа што самите услови ни налагаат еден таков процес и можеме слободно да кажеме дека сме подготвени да ги примиме сите наши можни кандидати, да го спроведеме протоколот, да употребиме се што треба како заштита, значи имаме и своја опрема, односно заштитни маски и така натаму, значи без проблем може да се реализира цел. Да, ги споменавме само трите струки, да објасниме подетално, ако може, во однос на насоките кои ги нудите во вашето училиште. Па, јас би започнал така со една кратка презентација на електротехничката струка. Самата електротехничка струка има 4 годишно и 3 годишно образование. Штета е што гледам дека 3 годишното образование на ниво на Македонија некако се губи интересот кај учениците, но еве јас да искористам прилика да апелирам до самите ученици и до сите наши, се разбира, идни занаетчи, практично бидејќи третиот степен негува занаетчески дел, да бидат упорни во сопствениот занает, затоа што мислам дека таму има иднина кај занаетчиството, особено кај раритетните дејности, а веќе се појавуваат скоро во секој сегмент раритетни позиции, така да може би треба да се внимава и на тоа да се учи, односно да се запишуваат ученици во 3-годишно образование. Реков ќе започнам со електротехничката струка. Така. Самата електротехничка струка нуди по-актуелни занимања. Например, електротехничар за компјутерска техника и информатика. Тоа е занимање кое што е најактуелно и најбарано до сега. Се запишуваат доста солидни ученици и има доста солидни резултати. Струката сама по себе нуди можност за едуцирање во делот на информатичкиот систем и на автоматиката. Ние, обичните луѓе, да кажам, обично се запознаени со тоа дека постои сегментот информатика, но не и автоматика. Јас би посочил посебно внимание на сегментот автоматика, бидејќи тоа ми е практично и професионална ориентација, дека всушност точно автоматиката ќе биде иднината на сите процеси кои што се одвиваат во општественото живење, така да оваа струка нуди можност за едукација во тој дел. Не би должел премногу за истата струка. Имаме друга струка, односно друг профил, не струка, која што е исто така интересна, се работи за профилот електроника и телекомуникации. Доста интересен како профил, затоа што нуди можност за влегување во светот на електрониката и телекомуникациите, а се знаеме во последно време без телекомуникации тешко ќе одат некои работи. Особено сега сме сведоци на работи кои што се случуваат, користење на апликации за далечинско учење и слични работи. Сето тоа е дел всушност од самата електроника.
и телекомуникациите, но има еден друг дел кој што е многу поинтересен за граѓанството, напредокот на компаниите во околината и понудата на работни позиции од страна на компаниите за тие профили и струки, особено во делот на одржувањето. Имено техничарите од електроника и телекомуникации многу солидно се сноѓаат во секторот на одржување на системи и во тој дел практично и ја негуваме целата таа структура, односно тој профил. А дополнително како мотив им е присуството на компанијата Amphenol, која што постигнува резултати токму во таа област, односно во делот на електрониката или конкретно кај автомобилската техника и изработка на кабли и сите комуникациони уреди. Тоа што се однесува до профилот електроника и телекомуникации и еден мощно интересен профил во енергетска, односно во електротехничката струка, тоа е електротехничар енергетичар, кој што како профил доскоро бележеше, да речеме, мал пат во интересот, но сега веќе се зголемува и таму интересот. Причината е многу едноставна. Самите компании веќе и покажуваат силен интерес, но и имаме една доста силна компанија на ниво на Македонија, се работи за ЕВН групацијата, која што нуди можност за директно запослување на кадри од училиште. Именно кај самата компанија се појавува недостаток на техничари и почнуваат веќе да даваат некои така позитивни сигнали кои што ветуваат во иднина да се реализира соработка меѓу училиштето и самата компанија. Започнавме еден процес, мислам дека вие информиравте за тоа. Се работи за проектот 20-20-20. За жал, по појавата на коронавирусот и по прекинот на наставата се поместија некои работи, но очекуваме тоа да биде обновено. Да, и подоцна и за таа соработка ќе поразговараме и со Amphenol, како што споменавте. Тоа е во однос на електротехничката струка. Машинската струка, ако може да објасниме. Машинската струка со години наназад варира со својот интерес, но полека, но сигурно сепак станува актуелна. Имено од тоа што јас го знам, а имам можност да се дружам и со собствениците, со луѓето кои што се управувачи на одредени компании, кои што имаат потреба од таков профил на кадар, сепак во самите компании неопходни се тие лица за работа, особено во металургиската индустрија и во индустријата која што негува слични сегменти. Имено кај машинската струка ние се обидовме да направиме и мало освежување, самите колеги, претходно раководители и така натаму, и тоа освежување е веќе направено како струка, односно како профил во самата струка. Негувани се машинско-енергетскиот техничар, кој што би требало да биде мост помеѓу електротехничката струка и машинската струка. Техничар за компјутерско управување, тоа се лица кои што принципиелно треба да бидат техничари за сетирање на машини, особено на тие CNC машини кои што се автоматски или полуавтоматски. И сето тоа ни дава можност и ние како луѓе, како професори, како луѓе кои што се занимаваат, професионалци што се занимаваат со наука, да напредуваме, но и да можеме да едуцираме кадри кои што би биле од корист на самите компании. Тоа се работи кои што јас како инженер и сите наши колеги овде, инженери, па и останатите се разбира, имаме за цел да го постигнеме, односно да isпрофилираме кадри кои што можат максимално да допринесат во светот на техниката.
Да, и машински техничар. И машински техничар. Машински техничар е стандардна струка која што се негува со години. Да, и веќе им е позната на учениците. Веќе им е позната на учениците и сета среќа имаме и докажани веќе кадри на тоа поле. Ете, чисто како еден каприц или како една информација, мислам и чинам дека еден од собствениците, односно помладиот собственик на Руен Инокс беше компанијата, е наш ученик, односно ученик кој што има завршено машинска струка во нашето училиште. Да, излегуваат, значи, добри кадри кои подоцна се успешни луѓе. Апсолутно. Во Кочани и во државата, да. Добро, и третата сообраќајната струка, и тука има интерес кај учениците од годините се покажал. Па точно е тоа, значи сообраќајната струка мене ми е жал што не успеавме овие години да ја обновиме автошколата, но сме со тенденција да ја обновиме и најверојатно ќе добиеме шанса и тоа да го сториме. Бидејќи како ресурси имаме све комплет, останува само уште некои законски формалности да се елиминираат. Инаку за сообраќајната струка сме, можам слободно да кажам, потполно спремни. Имаме колеги, професори кои што активно учествуваат не само во наставата кај нас, туку учествуваат и во креирање на сообраќајници на локално ниво, креирање на паркинзи, предлози за креирање на паркинзи и слични работи, па дури учествуваат и како консултанти во други компании каде што има потреба. Тоа значи дека самиот профил на професори нуди некое високо ниво за соработка со сите останати сегменти кои што не обкружуваат. Задоволни сме од професорите, задоволни сме и од струката и самата струка всушност им дава можност на учениците да се пронајдат во секторот на сообраќајот. Значи едноставно да иако сообраќајниот сектор е доста опсежен, но можат да се пронајдат во функционирањето, да речеме, на транспортот, во функционирањето на превозот на патници и слични работи, но исто така и можат да бидат конкуренти во царинските складови и слични работи, каде што исто така имаат предмети во кои што се обучувани, се разбира, самите ученици. Да, и за сите оние кои вие го споменавте 3-годишното образование, ние кажавме само насоките: електричар, електромеханичар, автоелектроличар, автомеханичар и заварувач, вработувач на метал. Да, тоа се во однос на 3-годишното образование. Ова флаерче ќе го добијат сите деветоделенци, претпоставувам дека веќе се и распоредени, за да можете, еве тука многу убаво си пишува кои струки, кои насоки ги има, за да можат деветоделенците да се одлучат и секако се разбира она што е важно, потребните документи за запишување за учениците, конкурсните рокови, сето она што треба да го знаат и она што ги интересира учениците за бодовите, односно поените за запишување. За секоја струка е различно од 30 па нагоре. Точно така. Чисто како информација, ово го правиме секоја година. Овој флаер го пуштаме се обидуваме да допреме скоро до секој ученик на локално ниво, но и пошироко. И еден начин на презентирање на сите струки, да го побудиме интересот до учениците и да можеме да добиеме што е можно повеќе ученици, нормално и да ги испровоцираме малку да размислуваат и тие каде ќе се пронајдат во иднина. Бидејќи станува збор за стручно образование, класично стручно образование, кое што и тоа е предноста, да. Кое што се радевам дека ни е предност. И што се однесува до потребните документи, значи стандардни се документите, имаме пријава за запишување, оригинални свидетелства од 6 до 9 одделение, заклучно со 9 одделение, извод од матична книга на родени, напоменувам, не мора да биде нов, значи да не се создава непотребно гужви и слични работи, може и стар извод, потврда за имунизација, исто така релативно лесно оди таа потврда за вадење, и дипломи доколку имат учествувано на различни надпревари учениците во периодот од 6 до 9 одделение. Да, бидејќи критериумите за избор се зема во обзир и тоа, да. Да.
Конкурсните рокови ги дефиниравме, ги презентиравме 16 и 17 јуни, потенцирам уште еднаш од 7 до 19 часот. Второто пријавување е планирано да биде во периодот од 24 и 25 јуни, се разбира доколку се биде во ред и доколку одиме во позитивна насока, а искрено се надевам дека ќе одиме во позитивна насока, затоа што помалку и на нас не издосади оваа проблематика со коронавирус и слични работи. И ете малци, нека има и оптимизам дека ќе се одвиваат работите на позитивна страна. Тоа е во однос на понудата на училиштето, оние 3 познати струки кои секоја година ги нудите. Сега само да споменам дека иако имавте доста активности, отсуството на учениците го искористивте за дезинфекција, за белење, за чистење на самите училишни простори, сепак еве дали во текот на летниот период имате планирано некои активности со кои би можеле да го обновите училиштето за да се добие еден пријатен амбиент за септември, за почетокот на учебната година? Значи, јас би се вратил малце назад само при одговорот на ова прашање. Значи, имаме период од 2 години и 4 до 5 месеци колку што ние сме како менаџерски тим на училиштето. Во тој период имавме доста активности, поприлично голем број на активности. Како, бидејќи го почнавте прашањето во делот на тоа колку училиштето е подготвено со сопствените ресурси да одговори на новата наставна година, ќе кажам само неколку работи кои што ги променивме. Ете, успеавме да излобираме да добиеме средства и да ја промениме столаријата во училиштето. Со тоа всушност успеавме да ја задржиме топлината која што е добиена од различните горива на кои ви користиме за огрев, да ја задржиме топлината, односно да трошиме што е можно помалку ресурси за истиот тип на топлина во училиштето, односно истиот коефициент на топлина. И тоа ни е така, на еден начин помалку гордост, бидејќи можам слободно да констатирам дека од големите вложувања во една ваква училишна зграда, кои што се како например обнова на кровна конструкција, обнова на патоси, односно под и обнова на столарија, ете една од тие работи ги изреализиравме до сега и тоа е во ред. Успеавме да го промениме светлото во училниците и во сите други работни простори во училишната зграда. И исто така тоа е еден добар сегмент кој што ни нуди покомотна работа, по-чиста, по-бистра работа. Успеавме така некои ситни оперативни работи да ги подзакрпиме во училиштето, кои што нормално се тековни. А идните планирања за училиштето се да ја обновиме кровната конструкција, веќе е ставено во план. Се надевам дека тоа ќе успееме да го реализираме до 1 септември. Имаме обнова на дел од подот, кој што така, на некои позиции има попуштено, па ете должност е и тоа да го средиме. Ќе ги обновиме вратите, за тоа веќе е подготвена тендерска документација и се што треба. Влезните врати во училиштето, го подготвуваме училиштето за молерисување, односно да биде средено и обновено малце освежено, бидејќи чинам дека белењето не е направено подолг временски период, не би си взел слобода да тврдам дека од таа дата или од таа дата, но знам дека подолг временски период не е белено, значи тоа ни останува како една обврска за свежина на училиштето и нормално да ги освежиме санитарните јазли. До скоро имавме метални прегради во санитарните јазли, така натаму и се уште се метални прегради. Сакаме да ги осовремениме, односно да ставиме пластични прегради, кои што ќе бидат малци и по-дискретни, да речем, за користење, но и по-практични на крајот од краиштата и полесни за одржување, бидејќи едно е да се чисти метал, друго е да се чисти пластика и
останати материјали. Ова што го кажавте е голема инвестиција, тоа се со средства од училиштето? Да. Кога започнавме на почеток, изградивме една помалце за око на обичниот човек лоша стратегија, но успеавме да си ги раздолжиме средствата кои што ги должи училиштето. Во однос на превозот зборувате. А беа многу големи, и тоа многу големи. Знае, јавноста ги информиравме веќе. Тие средства ги расчистивме, сега сме доста, не многу комотни, но доста покомотни да можеме да планираме обнова на зграда и слични работи. Посебно во делот на наставни средства и помагала, веќе засилуваме и во тој дел, значи ќе бидат набавени 12 до 14 смарт табли за почеток. Планираме, веќе се набавени 46 лаптопи како средство за настава, особено во секторите кај што треба. И се надеваме дека таа бројка до крајот на нова година, односно до завршетокот на оваа година, ќе стаса барем до кај 100 лаптопи. Тоа е сосема доволно за училиштето да може да функционира во струките кај што се тие неопходни. И сите останати работи кои што се пратечки во наставата. Материјал кој е потребен, Се што е врзано за наставни средства и помагала. Така да во тој дел можеме слободно да изразиме задоволство дека училиштето ќе биде подготвено за работа од 1 септември. Со многу попријатен амбиент. Апсолутно. Да, го споменавме и превозот, се одолживте она што бевте должни, но оваа година имате и новина во однос на учениците од Македонска каменица. Ако може тоа да го објасниме. Во однос на обезбедување на превозот. Веќе втора година со ред добиваме информации за учениците од Каменица дека имаат сериозен проблем за патување од некои места кои што се околу Каменица. Тие се местата Саса, ако коригирајте ме ако сгрешам со името на местото, мислам дека беше Моштица, Луковица и Тодоровци. Тоа се места кои што постојано имаат патници од таму, односно имаме ученици од таму, а до сега некако не се нашло за сходно да се оперира во тој дел и рака на срце имавме сериозни проблеми со финансиите. Сега откако ги ослободивме малку финансиите да можат да бидат пофункционални, можеме да ги удостоиме и тие ученици за да може да немаат никаков проблем. Не дека не ги решававме во минатото, знам дека и колегите претходници ги решавале тие проблеми, но и ние вложуваме труд да бидат послободни во да бидеме покомотни во тој дел. Доста голема заштеда кажавте бидејќи да вратите и сега да инвестирате во училиштето, тоа станува збор за голема заштеда во училиштето, би рекла. Да се врати долгот, но да се инвестира, кажавте и кров, кажавте и промена на доста работи во училиштето, па и санитари и така натаму, тоа е голема заштеда од ваши средства во училиштето. Па факт е дека и ние сме штедливи, но исто така е факт, бога ми економични. Но факт е дека и генералната политика што ја води практично општината, конкретно градоначалникот, допринесува за таква работа, зборувам за економскиот дел. Имено кога започнавме со работа со градоначалникот, првата точка, првиот таргет што ни беше за да го решаваме како проблематика беше расчистувањето на долговите на училиштата и успеавме во тој дел. Предпоставам со многу лобирање од страна на градоначалникот до централната власт и со многу економија или економично владење со средствата во самите училишта. За кај нас тврдам дека е така, предпоставам и на другите места. И од таа една незавидна ситуација која што имавме, сега веќе доаѓаме до една позиција во која што можеме да планираме. И може да се планира една инвестиција во училиштето, Тоа е во однос на инвестицијата, во однос на превозот. Кажавме дека ќе објасниме и во однос на соработката со Амфено, иако многу пати на локалните телевизии го имаме давено тоа, мислам снимено. Вашата соработка со Амфено е одлична, а исто така сега како што споменавте и со Евана, но и со други компании.
Ако може околу тој дел да се задржиме и да објасниме, бидејќи тоа е доста интересна информација за идните ученици. Вака, соработката со компаниите кои што се на локално ниво, па и малку пошироко, не е идеја само на мене, туку е идеја на целиот колектив. И тоа е факт. Тоа била идеја и на нашите претходници и директори, и на сите останати раководни кадри што претходно учествувале во развојот на училиште. Меѓутоа, идејата како идеја, прашање било дали имале можност за конкретна реализација на таа работа. На нас сега ни се јави шанса да почнеме да работиме. Таа шанса прво беше како почетна идеја, но успеавме да ја преточиме во реализација. Со Амфенол имаме одлична соработка, се надам дека ќе продолжи. Почнавме со проекти 2, кои што беа доста интересни. За жал, ќе речам, со ова коронава не запре, бевме трнати во добра насока, но ето, не ја запре само соработката на училиштето со компанијата, туку ги запре и сите компании. Да. И се надевам искрено дека ќе дојдат и попозитивни моменти за сите компании, затоа што економијата е суштината на живењето на луѓето на одредено место и лично се надевам дека економијата ќе почне да живнува. Да објасниме во однос на што е соработката со Амфенол, обука на ученици, а подоцна и идни вработувања во Амфенол. Да, нашата соработка таму повеќе пати ја презентиравме. Но станува збор значи за типична организација на обука на ученици, кои што тука кај нас се обучуваат. Всушност промовиравме ние и обучен центар на Амфенол во рамките на училиштето. Тука се едуцираат, се подготвуваат за конкретни работни задачи во Амфенол. Тоа всушност значи дека од тука ги подготвуваме за да не, условно кажено, да не губат време во дополнителна едукација во компанијата Амфенол, иако тие и таму дополнително се едуцираат во различни сегменти, но барем базично се подготвени за одредени процеси. Но нашата идеја и нашата желба како раководен кадар со колегите Тони Велков и Николчо Јакимов не е да соработуваме само со една компанија, туку тоа да го продолжиме и со другите компании. И лично веќе искористам можност да ги повикам самите компании, односно менеджерите на самите компании, доколку имаат потреба од профилирање на дополнителен кадар, подготвени сме да одвоиме време, ресурси, се што треба, за да им удоволиме на самите компании. За сега се јавува еден спорадичен интерес кај компаниите. Велат на нас ни требаат вработени такви, но тоа е спорадичен интерес и обично е вербална комуникација меѓу нас и нив. Би сакал тоа да го преточиме во даден проект и тој проект да го реализираме како нормално, како наша обврска, помалку спонзориран и финансиран од страна на компаниите, нормално доколку се во можност. Идејата со Евана ја споменавте, ако може да објасниме? Кај Евана станува збор за конкретен интерес на компанијата Евана. Значи, тие имаат намера да вработат 20 ученици, односно 20 кандидати, затоа и терминологијата е 20-20-20. Станува збор за 20 ученици кои што треба да бидат плаќани по 20.000 денари, така е дефинирано во нивниот проект, и треба комплетно да бидат обслужени од страна на Евана. Имено самата компанија, така им е традицијата до сега, подготвуваат една училница, целосно опремена од страна на Евана, станува збор за работни пултови и така натаму се што треба, и секоја работна позиција, секој поединец да ја помине поеднаш. Всушност со тоа, поминувајќи ги сите работни позиции, самиот ученик, односно самиот кандидат за вработување, ќе биде оценуван и од страна на лице на Евана. Всушност и тие си прават некоја категоризација на способноста на вработените и ќе можат всушност да ги превземат како работен кадар во самата компанија. Да. Тоа е нормално и вообичаено
и веќе гледам дека на ниво на компании во локално ниво сите се трудат што е можно подобри вработени да имат, односно пообучени за да немаат некои застои во нивните. Тоа е интересно и доста е добро дека обостран е интересот и на компаниите, а и секако и на училиштето и на учениците за да може да имате таква соработка. Исто така, соработката со швајцарската агенција и со УСАИД, тоа секако треба да го споменеме, бидејќи сте доста активни и тука, имате доста добиени проекти на кои работите и ќе работите во иднина. Соработката со УСАИД беше исто така сосема случајна. Ни се поклопи конкретно во идејата со Амфенол да почнеме да соработуваме. Именно УСАИД се најде како промотор или координатор на целата работа. Почетните финансирања за проектот ги спроведе УСАИД, значи во делот на едукатори, лица кои што ќе бидат едуцирани и плаќање на средства за лицата кои што ќе бидат едуцирани. Имено да напомениме дека лицата кои што беа едуцирани тука земаа и средства. Тоа не се големи средства, мислам дека беа околу 6000 денари по лице, но сепак доволни како мотивација за лицата кои што доваѓаа на обука, а земаа по некој денар за да можат некоја потехнувачки делува, и мотивационо, во однос на тоа. Да ги споменеме наградите, признанијата на учениците, а тука би го споменала и трудот на професорите, кои и не се малку во училиште. Таа соработка со учениците, тоа би рекла труд на самите професори, за да можат учениците што поактивни да бидат на надпреварите. Во однос на корона кризата е онлайн надпревари, но секако да се надеваме дека од септември уште повеќе ќе бидат активни и учениците и професорите за да може да се учествува на такви надпревари. Ние доста сме и снимиле ваши успеси, први до трети места на ученици и тоа на државни и меѓународни надпревари. Така, принципиално самите надпревари кои што се случија во овој период од 2 години и 4 месеци, ние имавме среќа, некои велат несреќа, ама јас велам среќа, затоа што стварно е чест и среќа да се има една таква позиција на училиштето во рамки на надпревари како во Републиката, така и надвор од државата. Имавме 4 настапи на наши екипи на светски, еминентни светски надпревари. Тоа за прв пат се случува во историјата на училиштето, именно не сме имале до сега таква можност. Нормално, тоа е и како резултат на светската глобализација, значи се отвораат повеќе фронтови за надпревар или повеќе научни дисциплини и самите наши ученици се пронаоѓаат во некои од тие научни дисциплини. Ние се трудиме максимално да им удоволиме на учениците. Имаше некои идеи сега, бевме со намера овој период пролета да реализираме и клуб за техника, роботика и иновации, веќе е направен, но да го освежиме, да го реновираме со опрема и така. Пак ќе речам, поради постоечката состојба со коронавирусот подзастанавме, но сме во план да го реализираме. Тоа би било мотивација за сите ученици кои што сакаат дополнително да се занимаваат со иновацијски сегмент, роботика, автоматика и слични работи, да имаат можност да напредуваат. А што се однесува до кадрите, бидејќи емисијава оди во прилог на тоа дека ние покажуваме многу позитивни резултати и така натаму, не дека немаме негативни појави во училиштето, но се обидуваме да ги минимизираме и да ги сведеме на посветеноста од страна на професорите. И би ги пофалил нашите професори, сите, буквално сите мои колеги, затоа што вложуваат доста енергија во науката и во делот на посветеноста со учениците, особено колегите кои што тоа го докажаа и на терен. Имено имаме колеги, поголем број на колеги кои што напишаа учебници и тие учебници актуелно веќе се користат во средното стручно образование. Тоа се факти кои што едноставно кажуваат дека работниот кадар во училиштето вреди, иако се разбира, сите имаме своји слабости, но
се обидуваме на одреден начин тие слабости да ги елиминираме. Јас лично апелирам да вложиме што е можно поголема енергија во техниката, бидејќи сум представник на инженерскиот сегмент, се надевам дека самите инженери ќе допринесат да може што е можно по-лагодно да го живееме животот, а да живееме пристоен живот. Да, и уште се работи на подготовка на учебници од кои учениците од 1 до 4 година би учеле, зборувам, на ниво на држава. Да, имаме, значи, моментално, мислам дека беа 3 учебника кои што се работат. Се работи за енергетскиот сектор, односно професорите од електротехничката струка и од, мислам дека имаше и од машинската струка еден учебник што се подготвува, така да и во тој дел очекуваме одобрување на учебниците. Да. Известно е тоа одобрување, бидејќи се единствени автори. Станува збор за колегите Тони Велков и Игор Митев и Владо Симеонов. Значи, тројца колеги кои што работат интензивно на изработка на учебници, веќе имаат и претходни трудови кои што се реализирани, така да очекуваме да тоа биде реализирано до 1 септември. Знаете како има процедури за печатање и слични работи, но се надевам дека ќе биде се во ред. Значи, доста активни на многу полиња. Директор, еве, на кратко, колку можевме да објасниме на девето оделенците во однос на она главна информација што се однесува за уписите, за крај од емисијата би рекла, зошто Средното општинско училиште Гошо Викентиев? Една препорака до учениците. Интересно. Иако половина час веќе зборувавме за тоа, но еве едно резиме да речем на целиот разговор. Па не би должело околу резимето единствено да кажам дека како дефиниција за тоа што представува предизвик. Так. За сите оние деца, ученици, за сите оние млади луѓе кои што сакаат да се пронајдат во светот на техниката, ова училиште е отворено. Отворено во секој поглед. Стручноста е предност кај отворено во секој поглед, иако знам дека имаме кадри кои што се докажани и во другите сегменти. Имаме интересен феноменот, имаме и добри адвокати, имаме и добри суди, има и добри медицинари кои што завршиле тука ке на средно, ама ето, отишле во светот на медицината, но сепак нашата база е техниката и се надевам дека сите оние кои што се заинтересирани за техника ќе дојдат тука и сме отворени за соработка. Благодарам за одвоеното време и за разговорот. Благодарам и на вас. Почитувани, тука ја завршуваме оваа емисија. Верувам дека веќе помогнеме на некој начин за изборот во образованието на девета оделенците. Се гледаме следната недела во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје. Довидување.